Гледай, ваму! Гледай, ваму! Кой е най-убав? Кой е най-убав? Ти? Ти, Александър Велики! Ти, Александър Велики. Александър Велики! Александър Велики! Така, а кой е най-силен? Ти, Александър Велики! А кой е най-паметен? Ти, Александър Велики. Велики! Велики! Па нормално дека и аз. Злато мое. Види го мечот. Види го колкав е. Сум лав. Дече сум лав. Ти си лав. Леле колко ме възбуди ова. Леле колко се възбудува. Леле сега шо ке ти направам. Леле сега шо ке ти направам. Твоја сум, кажи што сакаш да ми направиш. Фризура. Сакаш да ти направам фризура? Оти, ова многу лошо ти стои со бечвите. Значи да ти кажем право, вие перциците сте многу кич. Александър, како зборуваш така? Во прашање се културолошки разлики. Културолошки разлики, глупости. Кичот си е кич, злато мое. Еве јас, например, сум многу шетан. Сум го прошетал целиот свет. Да, сум бил во Египет, сум го освоил Египет. И кога влегував во Египет, ме прогласија за фараон. И викат, Александар, ти си сега нашиот фараон. Инкарнација на Хор и на Озирис, директен потомок на Амон-Ра и на сите тие таму умрените што му се. И викат, која е твојата желба? Кажи, која е твојата желба? И јас се мислам, ама леле како се блокирав, не знаев ништо не ми текнува, се мислам и арно зад мене беше другар ми Хефестион. Со копието да ме подсети и ме буцна со копието. Не, знаеш како буцка ти? Не можам да ти кажам, ке ти он како буцка со копието. И ме буцна и ми вика, Александър, побарај да ги жртвуваме сите свештенички, а да спиеме со сите свештеници. И тогаш едно од тие таму свештеничките, но никаква, никаква. И викам, ама фараону, не така. Обичаите налагаат да се жртвуваат сите свештеници и да се спие со сите свештенички. Доста е, ти му викам, доста таму. Кој е овде фараон, јас или ти? Ајде таму. Е тоа, злато мое, ти се културолошки разлики. На ова твоето ти е само кич и ништо друго. Александър, да ги оставиме настрана и културата и традицијата. Сакам да зборуваме за ништо друго. Добро. Ајде, кажи, зашто сакаш да зборуваме? Сакам да зборуваме за нас. За нас? Да, Александър. Сега сме заедно и сакам да те запознам. Сакам да знам се за тебе. Кои се твоите желби, соништа, што те прави среќен, што те растажува. Што ме растажува? Еве, например, ова твојата фризура денес многу ме растажува, да ти кажам. Александър, погледни ме. Јас ти сум жена. Животен сопатник. Ќедам со тебе до крајот на светот. Александър, сакам да знам што сакаш. Што сакам сега или општо во животот? Што сакаш во животот? Добро. Од сега многу сакам банана. Ај донеси ми една банана. Ама после ќе разговараме, така? Ќе разговараме, ајде рипни. Рипни донеси една банана. Добро. Знаеш, Роксана, додека бев во Египет, имаше таму тие свештеничките пред да ги жртвуваме и си има пауза. Банана пауза си го вика и секогаш излегува по 3 свештенички, а една од нив носеше 4 банани. Како 3 свештенички, 4 банани? Па така. По една за секоја и 4-та за јадење.
Добро, сега може да зборуваме за нас? Може. Ajde, koji prv? Ja prv. Stop, si kažem. Te pa обедим. Значи вака. Значи, како беше темата? Што сака Александар Велики во животот? Велики! Велики! Добро. Многу сакам да ја читам Илијада. Многу сакам да го јавам Букефал. И сакам да одам во битки. Сакам да победувам. Колку многу сакам да победувам. Тоа многу ме возбудува. И срцето ми чука засилено. Посебно кога другар ми Хефестион е зад мене и ми дава кураж со копие, тој ме буцка. Ти знаеш како буцка Хефестион? Немој да знаеш како буцка Хефестион. И многу сакам кога цела фаланга е зад мене со копијата и ми дават кураж. Ти знаеш колкав кураж е тоа цела фаланга? Од моите војничиња со нивните црвени обравчиња, шарени фустанчиња и бели капчиња. Нашите војничиња. Многу сакам да победувам. Реков дека многу сакам да победувам. Реков, кажав. Многу сакам да го заријам мојот меч во туѓото тело. Сакам да освојувам, сакам да одам во битки, сакам да освојувам цели градови, сакам да освојувам и да ги наименувам по мене. Александрија, 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 Александрија. Сакам светот да го освојам и да го наречам Александрија. И во таа Александрија сакам споменик. Висок 30 метри, насред плоштад од бронза и ништо друго да не се гледа од него. И долу на споменикот мои војничиња со нивните шарени фустанчиња и вода да им тече по нивните вити тела, а јас горе на коњот да го јавам Букефал. Империја! Империја! Ти, Роксана, што сакаш? Јас сакам маш! Али јас да ти кажам право.